Се наоѓаме на булеварот 8 септември, а тука според деталниот урбанистички план на општина Карпош е зацртана нова улица која ќе биде исклучиво за потребите на кардиохирургијата Филип II. Се работи во неколку фази, за што поточно станува збор? Отпочната изведба на оваа улица и истата се изведува во 4 фази. Во првата фаза завршена е фекалната канализација, во втората фаза е атмосферска, исто така трета фаза е покривање на гасоводна цевка, транзитна, што оди за салата Борис Трајковски, и како четврта фаза очекуваме со подобрување на временските услови реализација на улицата. Вкупната должина на улицата изнесува околу 100 метри, започнува, како што кажавме, од булеварот 8 септември и завршува до економскиот дел на кардиохирургијата Филип II. Очекуваме дека ова улица ќе биде завршена до март месец најкасно, кога се очекува и свечено пуштање на кардиохирургијата Филип II. Исто така, во овие рамки, со изведба на улицата ново проектирана 1, која ги поврзува улицата Бледски договор со булеварот 8 септември, беше изведена фекална канализација до булеварот 8 септември. Сега со изведување на оваа канализација на оваа улица ново проектирана 6, мислам општината Карпош направи напори и изведена е фекална канализација со што се поврзани овие улици, така да во иднина ова ќе биде транзитна, мислам, траса за фекална канализација која е приклучена на булеварот Илинден. Дали за реализација? Вкупните градежни работи за оваа улица изнесуваат околу 4 милиони денари и се финансирани од буџетот на општината Карпош. Иако минусни температури, градежната сезона веќе заврши, меѓутоа општина Карпош работи на терен и понатаму. Продолжуваме со нашата обиколка и одиме на следната дестинација. Сега сме на сосема друга страна од општината Карпош, во населбата Козле, и тука се работи за една капитална инвестиција на локалната самоуправа, тоа е изработка на фекална канализација. Токму така, во рамките на програмата за уредување на градежно земјиште на територијата на урбаната заедница Нерези, во тек е започната изведба на фекална канализација во должина од 650 метри и вредноста на инвестицијата изнесува околу 7 милиони денари, се финансира од буџетот на општината Карпош. Оваа канализација започнува од улицата 8 на оваа територија, Козле 8, потоа поминува по улицата Козле 3 и е наменета за населбата Жданец, односно за новите урбанистички планови кои се со ознака А и Б и чија реализација веќе започната. Во овој момент граѓаните користат септички јами, односно се приклучени на септички јами, и со изведба на оваа фекална канализација колекторска, што доаѓа до нивните улици, ќе имаат можност преку улична фекална канализациона мрежа да можат во иднина да се приклучат оние што имат изградени објекти и оние во иднина што треба да градат објекти. Исто така на овој локалитет општината Карпош веќе има започнато и во фаза на изведба 4 улици: Козле 3, Козле 5, Козле 8 и 10. Работите ги изведува градежното предпријатие Бетон. Вкупната инвестиција изнесува 5 милиони и 300 денари и исто така се финансира од буџетот на општината Карпош. Населеното место Бардовци полека но сигурно го добива урбаниот лик. Ова е улицата 10, асфалтирана со нов асфалт, еве се прават и тротоари, значи станува збор за повеќе капитални инфраструктурни проекти кои ги реализира општинава. Што друго се работи тука? Во овој момент, како што кажавте, се реализираат повеќе инфраструктурни проекти на територијата на населеното место Бардовци. Најпрво од училиштето Аврам Писевски до ова место кај што стоиме, односно до игралиштето во средината на селото, изведен е тротоар по улицата 10,
кој е наменет за движење на пешаци и ученици поготово, бидејќи во изминатиот период при движење по оваа улица биле загрозени и пешаците, а поготово учениците при одење и враќање во основното училиште Аврам Писевски. Ова улица е доста фреквентна, бидејќи овде поминуваат и тешки товарни возила, одат до Лепенец, кај што се експлоатира песочен шљунковит материјал за градежништвото и токму од тие причини, за да се подобри безбедноста на пешаците и поготово на учениците, општината Карпош се одлучи да инвестира, да изведи пешачки тротоар и во иднина ќе биде пешаците и учениците ќе бидат многу побезбедни за разлика од порано. Првата фаза изведена е од фирмата РМК Градба и вредноста изнесува околу 1.300.000 денари, финансирана од општината Карпош. Во овој момент, кај што мислам улицата 10 е асфалтирана пред известно време и се припрема исто така и улицата 12 заедно со тротоар кој исто така ќе биде наменет за движење на пешаци и ученици и таа улица се вкрстува со улицата 14 на која покасно ќе видиме дека и тамо се изведуваат тротоари и со тоа што во ова населено место се менува ликот со изведбата на тротоари, улиците добиваат ново руво и фактички физиономија на еден вид градски улици, бидејќи секоја улица без тротоар нема значење. Со тротоарот добива многу друг подобар лик. Исто така и овдека и осветлувањето е решено со изведување на нови инсталации, а електрични инсталации и во иднина ќе се подобрува по сите улици и граѓаните овдека ќе можат да се движат по современи улици. Со оглед на тоа дека вие секојдневно сте на терен, ги знаете потребите и барањата на граѓаните, што жителите од Бардовци најмногу бараат од локалната самоуправа? Па жителите во ова населено место најмногу бараат инфраструктурата да се подобри и ние работиме на таа проблематика, постојано ја подобруваме со реализација на односно реконструкција на улици, со изведба на други содржини, конкретно започната изведба и на плоштад